На денешен ден, пред 77 години, згасна животот на еден голем родолюб, еден голем струмичанец и македонец, еден голем човек кој со својот животен пат и идеолошки ангажман избори високо место во нашата историја. Тоа е човекот со кого сите ние треба да се гордееме. Тоа е човекот кој треба да го чествуваме, да го негуваме споменот на него и да го пренесуваме тој спомен на идните генерации струмичани и македонци. Тоа е Благој Јанков Мучето, најсветол лик од струмичкиот историски времеплов. Личноста која заслужува должната почит на секој оној кој ги люби минатото, сегашноста и едината на овој свој роден град, на секој оној кој искрено ја сака Струмица. Токму поради таа љубов кон Струмица и кон Мучето, повторно се собравме да го одбележиме денот на неговото загинување и да се подсетиме кој беше Благој Јанков и за каква идеја се бореше и го положи својот живот. Фактите од историјата мора да ги повторуваме за да не бидат подложни на заборав. Ние сме должни да ги чуваме и негуваме тие факти. Како за Мучето, така и за сите други кои оставиле свој белег во обстојот и непокорот на овој град. А фактите го делат следнаво. Благој Јанков Мучето потекнува од сиромашно и револуционерно семејство. Повеќе мина членови од неговото пошироко семејство учествувале во активностите на Илинденската епопеја. Роден е во Струмица во 1910 година и уште од најрани години бил воспитуван во илинденски и во станички дух. Во родниот град го завршил основното образование, но со оглед на тоа што неговите родители не биле во можност да го школуваат, бил приморан да го изучува шивачкиот занајот. Во родната Струмица не успеал да најде работа како шивач, па затоа заминал за Белград. Веднаш по неговото вработување во Белград, тој се излаченил во синдикатот на шивачките работници, со што се вклучил во напредното работничко движење. Како резултат на неговите активности во тоа движење и подоцна како член на КПЈ, тој повеќе пати бил апсен, затворен и протеруван за Струмица. Но Благоја и во својот роден град ги продолжува своите активности со организирање на работничкиот еснав по обединет синдикат. Мучето бил и организатор на штрајкот на монополските работници. Во тоа време одржувал редовни и интензивни контакти со Јосиф Јосифовски свештерот, Гера Стунев, Киро Минанов, Ценко Павлова и други. Неговата револуционарна дејност била причина постојано да биде во илегала, затоа што постоела реална опасност да биде уопсен или ликвидиран од страна на окупаторите или домашните шпиони. Нивните големи напори да го сотат големиот струмички и македонски револуционер вродиле со плод на денешен ден пред точно 77 години. Додека кој илегалец спиел во една плевна во родната Струмица, како резултат на подмолно предавство на Благој Јанков Мучето бил опколен од полицијата. Тој успеал да избега од прозорецот на плевната и отвори оган кон полицајците и така пукајки продолжил да бега кон Струмичкиот парк. При бегањето тој бил зграбчен од еден контрачетник родом од Мршевијата, но Благоја со крајни напори успеал да се ослободи од него. За жал, веднаш потоа бил смртно погоден. Веднаш по убиството, по присуство на голем број граѓани, неговото безживотно тело било влечено од парков долж целото Струмичко корзо, се до општинската зграда. На членовите на семејство Јанкови не им било дозволено да го земат телото, за да го погребаат. Туку тоа било однесено во близина на реката Тркања
а дури по ослободувањето, Бланко Јанков Мучето бил погребан со сите почести на градските гробишта во Струмица, 7 години по неговата смрт. 11 октомври 1951 година, на обележувањето на денот на востанието Лионскиот народ, Благо Јанков Мучето бил прогласен за народен херој. За жал, убиството на 14 јули 1944 година беше причина Благо Јанков Мучето да не им се израдува на два значајни настани од нашата историја. Само 19 дена го делија од првото заседање на АСТО по манастирот Свети Прохопчински, на кој требаше да биде еден од делегатите, а не го дочека ниту скорешното ослободување на родната му Струмица. Но останува да се прераскажува дека народниот херој Благо Јанков Мучето бил, останува и ќе биде наша струмичка гордост.